Почитувани гледачи, ви покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Гласна надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Гласна надежта и на YouTube каналот Радио Гласна надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добар ден. Се јавуваме од студиото на Радио Гласна надежта. Ја започнуваме денната емисија точно напладне и денеска сме повторно заедно точно 12 часот. Како и секоја емисија, и ова емисија ќе започнеме со една убава мисла. Денеска ја одбравме мислата која гласи: тивката прегратка зборува повеќе од 1000 зборови на несрекнато срце. Навистина, тивката прегратка, се вели овде, зборува повеќе од 1000 зборови на несрекнато срце. Гледате и овие дечиња се прегрнуваат. Знаете, ние се поздравуваме, се прегрнуваме, се тапшаме по рамењата. Тоа е знак на внимание, знак кога треба да споделиме тагата или пак радоста. Многу дечиња денеска се натажени кога ги гледаме војните во Украина, во Палестина. Навистина, многу солзи се пролејани зашто многу луѓе ги загубија своите животи. Сакам да се надоврзам на ова мисла со еден краток пример, а тоа е кога ќе ве налути некој многу близок. Секогаш сетете се на ова приказна. Ајде да ви ја пренесам, да ви ја раскажам ова приказна на самиот почеток, почитувани гледачи на ова емисија. Си бил еднаш двајца браќа кои живееле на соседни фарми и кои многу се сакале. Меѓутоа, имало моменти кога се појувала кавга, недоразбирање помеѓу нив. Еднаш толку многу се скарале, дори 40 години не зборувале. Таа хармонија била нарушена. Се започнало со едно мало недоразбирање кое завршило со груби зборови, по кое следело тишина, како што реков, со недели, со месеци и со години. Едно утро на едниот од браќата тропнал еден човек, посетител по име Џон, и отворил вратата и видел човек со столарски алат. Значи, едниот брат си викал Џон, на неговата врата затропал еден човек, мајстор, кој носел со себе столарски алат. Барам работа, може би овде на твојата фарма може да најдам некоја работа за мене, прашал господинот. Да, рекол постариот брат, ке најдеш, има работа кај мене. Знам што би можел да направиш за мене. Ја гледаш она куќа од другата страна на потокот. Тука живее мојот сосед, потошто мојот помлад брат. Минатата недела помеѓу нас беше ливада, но тој копаше нешто од реката до овде и сега помеѓу нас е поток. Значи, постоела нива, меѓутоа таа нива била разделена и братот направил поток, односно провалија. Тој го направи ова за да ми наштети, но ќе му вратам јас. Сакам да направам ограда од 2 метра, да не го гледам него ниту неговата куќа. Столарот рекол: се ми е јасно, дај ми материјал и ќе видиш како убаво ќе го изведам. Постариот брат отишол во град, купил материјал, штици и се она што требало, донел значи се што требало и столарот почнал да работи. Цел ден работил макотрпно, и кога завршил го повикал домакинот да види што тој направил. Воопшто всушност немало ограда. Тој направил мост кој ги спојувал двата брега на потокот. Тоа беше преубав мост од едната до другата страна, каде што таа провалја била споена. Навистина си прекрасен човек што направи мост после се што реков и направив.
rekao pomladi od brat. Brакјата стоеле, односно сега, значи, го повикали другиот брат да види што се случува и 20 браќа се сретнале на мостот. Имало пред тоа провалие, но овој мајстор успел да ги соедини, да ги помери правејки мост. Браќата стоеле секој на своја страна на мостот, па полека тргнале еден кон друг, среќавајќи се на средината од мостот. Забележале дека столарот го крева својот алат и си заминува. А едниот од браќата рекол: Еј, мајсторе, почекај, остани уште неколку дена кај нас, има уште многу работи кои би можел да ги направиш, рекол постариот брат. Би сакал, рекол столарот, но имам уште многу мостови кои мора да ги направам. Ете се случуваат недоразбирања, дали сме браќа, дали сме пријатели, роднини, но убаво е ова приказна да ја читаме, зашто носи порака на помирување. Овој мајстор успел од таа провалија да направи мост, од таа градба, односно тој градежен материјал што го донел човекот и направил мост и односите биле помирени. Затоа и пораката гласеше: тивката порака зборува, тивката преградка зборува повеќе од 1000 зборови на несрекнато срце. Ајде денеска и ние да шириме оптимизам, почитувани гледачи, да шириме добри работи околу нас. Да ве поздравиме сега со една христијанска песна. Na ovoj svet gostin sum, тоа го знам, и животот тежок е, полне со грех, затоа копнеам за тој поубав свет, каде што нема Бог ниту смрт. За тој убав свет, за живот без грех, ни зборува Исус спас, да сме спремни во овој час. Ти верувам, Боже мој, во Твојот збор, и затоа секој час се спремам јас за тој дом, убав дом, што ме чека во сјај. За мене тоа е вечен рај. За тој убав свет, за живот без грех, ни зборува Исус спас, да сме спремни во овој час. Ке дојдеш ли со мене, размисли ти, да бидеме заедно во сите дни. Може би тоа е твојот последен час. Не чекај, веднаш ти одлучи. За тој убав свет,
za život bez greh. Ni zboruva Isus spas, da sme spremni v ovoj čas. Da sme spremni v ovoj čas. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, верувам дека сте добро и дека денеска ете Господ ни подарува еден убав ден, без разлика дали сонце грее, дали е сончево, дали врни, секако во нашите срца треба да бидеме оптимисти и да бидеме луѓе кои ќе шират добра атмосфера. Следува рубриката Вести од светот и од земјава. Денеска имаме интересни вести кои ни доаѓаат од Хрватска. Имено, минатиот месец, почитувани гледачи, во Загреб, музичката група Агапе прослави 40 години од своето постоење. Навистина тоа е голем јубилеј. Многу години се поминати, 40 години. Значи, поточно, вие кои го следите интернет, на 26. јануари во големата сала на Ватрослав Лисински во Загреб се одржа концерт по повод 40 години од активностите на групата Агапе Госпел, едно од најзначајните ансамбли кои изведуваат духовна музика во Хрватска, секако и во поранешна Југославија. На празничниот концерт публиката беше воодушевена од настапот на ова музичка христијанска група. Инаку, еве малку да се запознаеме со историските факти на ова музичка група. Основана била во 1983 година, кога група млади музичари од адвентистичките цркви во Загреб, предводени од Валерија Марков, Дарко Ковачевиќ и Михаел Абрамовиќ, пред тоа биле во друг бенд, во друга група, Кредо, решиле да се соберат и да основат нова музичка група. Така да, уште во 1982 година, тие млади луѓе започнале со собирање и со пишување на песни. Меѓутоа, званично, значи во 1985 година, започнала нивната упорна музичка и мисионерска приказна, која ќе остави длабока трага во адвентистичката црква во поранешна Југославија, а секако сега во Хрватска и во пошироко. Во текот на тие 4 децении, ансамблот одржал повеќе од 600 концерти. Навистина импозантна бројка. 600 концерти, од кои многу биле од хуманитарен карактер, многу евангелизации, било место каде што тие се појавувале и ги пееле песните за Господа. Значи, нивната активност не познавала граници, како во светот, така и секако и во Хрватска, но и во на сите меридијани Австралија, Америка, Европа и така натаму. Канада секако. Оставиле неизбришливи траги од нивните мокни изведби на евангелски духовни композиции и евангелски пораки што ги упатувале. Со текот на годините, Агапе изведуваше различни стилови на госпел музика, традиционална госпел и спиритуални, корици на госпел химни, современи госпел песни во аранжман со елементи на джез, поп, соул, блуз, фанки и така натаму. Се промениле повеќе генерации, повеќе пеачи. Ја немам бројката, но знам дека поминале многу генерации, многу млади луѓе кои денеска се возрастни, бидејќи ете 40 години, ако имале тогаш 18, 20, 30 години, замисли сега тоа се луѓе од 50, 60 и 70 години. Нивниот придонес во адвентистичката црква е неизмерен. Не само што музички поддржале многу проекти на црквата, туку и преку своите постапки и возможиле на
адвентистичката заедница да има поголем досег во општеството. Нивната мисија преку музиката, текстовите и песните и пораките што ги шират на концертите, на настапите и медиумските настапи се препознаени дури, значи и надвор од црквата, што ги прави важни гласници на евангелската порака. Така да тие редовно настапуваат на радио, на Хрватското радио, исто така радио Слемен, Католичкото радио, Нова ТВ и на хрватските телевизии кои постојат во тој дел на Хрватска, значи и на националната ХТВ телевизија и така натаму. 40 годишната активност на евангелскиот ансамбл Агапе не е само годишнина, тоа е потврда за нивната упорност, визија, мисија, посветеност и музичка извонредност. Нивната мисија не е завршена. Тие ќе продолжат да ја носат евангелската порака преку музика, да инспирираат, да помагаат и да им носат светлина на оние на кои им е најпотребна и да го слават Господ. Еве честитки и од нас за ова музичка група која, значи, во минатиот месец прослави 40 години. Интересно, концертот во Лисински бил снимен со 8 камери, а тие снимки ќе бидат достапни на социјалните мрежи и во телевизиските програми, така да можат и пошироката јавност да го видат и оние кои секако не биле на тој концерт. Еве ова емисија посетуваме токму и на ова група, музичка група Агапе, и ќе имате прилика, почитувани гледачи, да чуете, да видите повеќе песни изведени токму од ова музичка група. Нивната иднината на евангелскиот ансамбл Агапе носи нови предизвици и можности, но едно нешто станува непроменето. Нивниот непоколеблив одговор да му пеат пофалби на Бога и да носат пораки за вера, надеж и љубов во светот. И самиот збор Агапе значи љубов. Честитки до музичката група Агапе. Продолжуваме со песна токму од ова група Агапе. Osjećaš se nemoćnim da izdržiš sve, kada teški trenuci čine da ti život nije lijep. Tada sjeti se da spašen si, raspečen Isusa, da možeš njemu reći sve, što Bog otišli sve, moli se. Isusu je čujete kad moliš se, on usliši čelite, moli se, da u tebi živi on i čini da si sretan kad slušaš njegov glas što vodi život tvoj. Sad možeš reći njemu to što nikom ne možeš, jer on je onaj koji sigurno će sve razumjeti. Ako imaš neki tajni grijeh koji stalno muči te, to brzo iskreno mu reci, da promijeni želiš se, moli se. Isusu je čujete kad moliš se, on usliši želite, moli se, da u tebi živi on i čini da si sretan kad slušaš njegov glas što vodi život tvoj. Moli se, Isusu je čujete kad moli se, on usliši želite, moli se, da u tebi živi on
čini da si sretan kad slušaš njegov glas, što vodi život tvoj, život tvoj. Moli se, Moli se, moli se, moli se. Hello, Dobar dan. my name is Don Miller. Моето име е Доналд Милер. I'm from the United States of America, И аз сум од Соединетите американски држави. but I'm not there very often. Али тамо не сум толку често. I travel the world doing two things: Патувам по светот работејќи две работи. teaching preventive medicine, Учејќи превентивна медицина and if you get sick, teaching alternative medicine. и ако сте болни, учам алтернативна медицина. That's why I'm in Macedonia right now. Затоа сум и сега во Македонија. And if you choose, И ако одлучите, this can be the first day of the rest of your lives. ова може да биде вашиот прв ден од остатокот од вашиот живот. We're going to give you some good material to build a foundation. Ние ќе ви дадеме добар материјал на кој што можете да ја градите вашата основа. I assume you're in a building right now, Се надевам дека вие сега се наоѓате во некоја зграда. and I sure you pray you have a good, strong foundation for your house. И се надевам дека се молите дека имате добра основа за вашиот дом. But let's look at another foundation. Али ајде да погледнеме една друга основа, еден темел. Now, there's one building famous in the world for its bad foundation. Постои една позната зграда во светот по своја лоша основа. It's called the Leaning Tower of Pisa. Тоа е кривата кула во Пиза. They began building it in the year 1173. Почната е да се гради во 1173 година. They completed it in 1350. Завршена е во 1350 година. So the question stands, Се поставува прашање, when did it start to lean? кога почнува да се накривува? Yeah, it started to lean in 1178. Почнува да се накривува од 1178 година. 5 years after they began. Само 5 години откако е почната да се гради. They took that many years to build it because they're trying to keep it from falling over. Почна да затоа им зедело толку време за да ја градат затоа што почнало веќе да паѓа. I'm sure you're glad that's not your house. Се надевам дека тоа не се случува и со вашиот дом. But we have two houses. Али ние имаме два дома. The one we live in Едниот е во кој што живееме and the one we are. и едниот е оној кој што сме. This is a house. Ова е куќа. It's everything you are is in this house. Она што сте е се во вас. And we are building the foundation every day on that house. И ние ја градиме основата на овој наш дом. It's critically important how well the child's foundation is built. Многу е важно како ќе изградите основата на вашето дете. Here's a child who's got a pretty good foundation material. Ова е дете кое што има добар материјал за добра основа. And I love watermelon. Јас ги сакам лубениците. It's a whole food, it's plant-based. Ова е цела храна која што е база. But most children are growing up with different foundation material. Али поголем дел од децата одат со други материјали за својата основа. In America we call it junk food. Во Америка ние го викаме ѓубре храна. I might call it foundation poison.
Јас го нарекувам тоа отровна основа. So I told you I teach alternative medicine. Ви кажав дека учам алтернативна медицина. If you have a disease, we find out how to treat it with something other than drugs. Ако сте болни, ние бараме начин да го третираме тоа не со лекови, него со нешто друго. Here's a big question for you. Еве едно големо прашање за вас. How many known diseases are there? Колку постоечки болести се познати денес? Well, they've come up with 100,000 different names for diseases. Дојдено е до нека цифра од 100,000 разни болести со име. We don't have time to discuss that many diseases. Ние немаме толку време да размислуваме и разговараме за секоја една од овие. If I spent one day for each one of those diseases, Ако потрошам само еден ден на секоја од овие болести and I worked 6 days a week, и работам 6 дена во седмица, it would take me 320 years to cover all the diseases that we already know we have. ќе ми земе 320 години за да ги покријам сите овие болести кои што сега ги знаеме. I don't have that much time. Јас немам толку време. But there's something else we could be looking at. Али постои нешто друго што ние можеме да погледнеме. Perfect health. Совршено здравје. How many types of perfect health are there? Колку типови на совршено здравје постојат? One. Само едно. Now, I could study that every day. Јас тоа можам да го почнам секој ден отново. Matter of fact, I've made it a lifetime practice to study health. Јас у суштина почнав да го практикувам здравјето. If I make myself healthy, ако себе си се правам да бидам здрав, which is what we're going to be talking about during this series, тоа е она за што ќе зборуваме во текот на оваа серија, I don't have to worry about getting sick. не морам да се грижам дали ќе бидам болен. So, as we begin, let's define what a disease is. Ајде сега кога почнуваме да дефинираме што е болест. You will not find a better definition than this definition right here. Нема да најдете подобра дефиниција од ова која што сега имате овде. Okay? Болест е обид да телото се ослободи од организам од последици кои се резултат на кршење на законот на здравјето. The violation of the laws of health. Значи насилство над законот на здравјето. What are those laws? Зашто се тие закони? That's what we're going to be talking about. За тоа ние сега ќе зборуваме. And they're simple laws. За едноставни закони. Follow these laws. Пратете ги овие закони. You don't have to get sick. И вие не мора да бидете болни. Now, how do you know if you are sick? Како знаете дека сте болни? Well, we have things called symptoms. Имаме симптоми. Okay? Is the symptom a disease? Дали симптомот е болест? No. Не. It's just something telling you that you have a sickness in your body. Тоа е нешто што ни кажува дека постои болест во нашето тело. You violated the law of health. Вие вршите насилство над законот на здравјето. And now the body is trying to expel the effects of your violation. И телото сака да го исфрли тоа насилство кое што вие го правите. Is a sneeze a disease? Дали кивањето е болест? No, it's not a disease. Не, тоа не е болест. We get something in our nose and our sinus passages. Некои патници во воздухот влегуваат во нашиот нос. The body's irritated by it. И телото е изиритирано од ова. So it sends a signal to your diaphragm. И тоа праќа сигнал до вашата диафрагма. And you sneeze it out. И вие го искивате тоа надвор. That's the way we were made. Така сме ние создадени. There it goes. Еве го, гледате. Right? How about pain? Што е со болката? Is pain a disease? Дали болката е болест? We treat it like a disease. Ние, нажалост, го третираме како болест. You feel pain? Вие чувствувате болка? You get a painkiller. И вие добивате лекови против болка. How would you like to live in a world without pain? Дали би сакале да живеете во свет без болка? You can do this. Можете тоа да го направите. Get diabetic neuropathy. Земете диабетска неуропатија. You will feel no pain. Вие нема да чувствувате никаква болка. Or even more so, get leprosy. Или уште полошо,
разболете се со лепра. They can't feel pain. Тие не можат да чувствуваат болка. They would give anything to be able to feel that signal that tissue is being damaged. Тие би дале се само да го имаат тој сигнал каде што телото или кожата би можела да даде тој сигнал за болка. That's what disease is. That's what pain is. Тоа е таа болест, тоа е болка. Now, if you saw me walking around today, Ако ме гледате денеска дека одам тука некаде, you would notice I limp. вие ќе приметите дека малку накривувам. I broke my foot a month ago. Пред месец дена го скрши своето стопало. I didn't know it was broken until a few days ago. И не сум знаел дека е скршено до пред неколку дена. But you know what? Али знаете што? It's been talking to me for a month, Али тоа ми зборува скоро месец дена. saying, take it easy. Ми вели полека. Now, if I could not feel it, А ако јас не можам тоа да го чувствувам and I went running up a hill, и почнам да трчам по ридот, it would make it worse and worse. ќе се случува се полошо и полошо. Pain is not a disease. Болката не е болест. Slušam taj glas, taj divni glas, taj glas mog Isusa. Dođite, umorni svi, ja ću vam dati
После ова песна, почитувани гледачи, продолжуваме со нашата емисија, следува рубриката Теолошка кратка тема. Би сакал да размислуваме за човекот, за неговиот животен пат. Во животот на луѓето се случуваат различити трагедии. Еден настан кој сакам да ви го пренесам, кој се случил во американската историја, е забележан настанот во 1846-47 година, се случил на голема трагедија во тие години. Зашто станува збор? Во пролета, во 1846 година, се почнало убаво. Групата на Донер тргнала од северниот дел на државата Мисури за Калифорнија. Тогаш имало, би рекле, глад за злато. Многу луѓе оделе, значи, од едниот дел на Америка во другиот, посебно ете овде во Калифорнија и во другите делови, да копаат злато. Значи, едноставно, тоа било златна треска. И овде гледаме една група на луѓе кои се упатиле кон тоа место во Калифорнија со намера, со цел да стасат таму, да стигнат таму и да копаат рудници, односно злато. Во овој пример се вели дека зимата пристигнала порано. Снегот ги покрил патиштата, а големите наноси на снег ги покриле колите и конјите. Не можеле да продолжат. Пред нив била висока планина и решиле тука да ги отпрегнат конјите, да ги постават колите и тука да ја пречекат зимата, па здраве на пролет да продолжат кон својата цел. Значи не можеле ниту напред, ниту назад. Дури шумските животни биле блокирани, значи се било под снег. Се надевале дека со раното пристигнување на зимата, порано ќе пристигне пролет. Значи зимата ги изненадело, снегот порано почнал да паѓа. Имало такви снежни бури, што нивните колеби и снежни бури секако биле покриени шатори со снег. За да излезат на површината, требало да копаат тунели од едната кола, значи до другата кола, преку тие тунели од снег, така комуницирале меѓу себе. Снегот достигнал висина од 7 метри. Замислите, снег од 7 метри. А на површината се гледале само врвовите на елките и смреките. Зимата била студена и не попуштала. Луѓето полека ги трошиле своите залихи на храна, она што го понеле со нив. Гладот ги покусил најпрви најслабите лица. Од целата таа група, која бројала 87 лица, само 47 измачени и прегладните биле пронајдени од спасителите кои тргнале на пролет да ги барат. Бидејќи таа група била голема, но на почетокот се поделили на два дела. Едната тргнала по тој редовен пат, што би рекле по нормалниот пат, а другата група сакале побрзо да стасат и оделе преку планината, преку тие непроверени патишта. И токму таа група заглавила тука, бидејќи патот бил непрооден, имало доста камења, колите почнале тракалата да им се кршат, тоа били дрвени тракала и така да тука ја пречекале зимата. Биле некаде, како што спомнав, 80 луѓе, а ете половина од нив умреле. Ги јаделе кожите од ремењата на конјите, на амутите, на колите, значи за да преживеат. Таа кожа ја вареле за да може да преживеат, бидејќи не можеле да се движат, не можеле да ловат дивеч околу нив, имало, како што прочитавме, многу снег. Зашто се случило трагедија, се поставува прашањето. Каде погрешиле тие искусни луѓе? Погрешиле во самото планирање. Но една грешка била кобна и судбоносна. Кога големата група пристигнала до малата трговска станица во сојузната држава Воминг, патниците слушнале дека постои пократок пат до големото солено езеро. Слушнале дека патот може да се скрати за 450 километри. Затоа тие се полакомеле да заминат по тој пократок пат. Меѓутоа, поминале неколку денови додека не одлучиле по кој пат да тргнат. Повеќето од нив тргнале по стариот пат, кој бил проверен пат, без поголеми потешкоти, тие среќно стигнале во Калифорнија. Меѓутоа, овие 87 лица одлучиле да го скратат патот за 450 километри и тргнале по пократкиот пат. Но кога тргнале по тој пократок пат, почитувани гледачи, увиделе дека патот е непреоден за нивните коли. На патот често пати
наидувале на големи камења кои представувале опасност за тркалата на нивните коли. Многу време изгубиле во поправка на скршените тркала. Освен тоа, големите угорнини и стрмнини ги преморувале коњите и затоа нивното движење било многу побавно. Така пократкиот пат предизвикал доснење од 1 месец и тоа се покажало погубно. Ние христијаните, може да кажем, исто така патуваме кон ветената земја. Ние не сме на патот, ние сме на патот за небесниот Ханан, но постои друг пат. Тој пат по кој, нажалост, денеска многу луѓе одаат. Постои тесен пат и широк пат. Апостол Павле беше запишал во Евреите 11:13. Сите тие умрија со вера, не добивајќи ги ветувањата, а само оддалеку ги видоа и се оверија и ги поздравија, признавајќи дека се гости и придојдени. Во следните стихови писателот се пофалува од времето на патриарсите и на денешното време, што вели, бидејќи они што така зборуваат, покажуваат дека бараат татковина, и ако ја беа имале нум она татковина од која беа излегле, ќе имаа време да се вратат, но сега сакат подобро, односно небесна, зато и Бог не се срами за нив да се нарече нивни Бог, бидејќи им приготви град. Гледаме некои, на жалост, па и самите евреи кои излегле од Египет, сите не стаселе во ветената земја. Само нивните внуци, нивните деца встасале. Сета таа стара генерација ги оставиле своите коски во пустињата. Како е со нас? Дали и ние сме го оставиле земниот дом кога сме се одзвале на Божиот повик? Ние денеска патуваме во небесниот дом. По кој пат одиме? По краткиот или по оној што го поминал и го прогласил дека е безбеден Исус Христос? А каде одем јас, знаете, и патот го знаете, вели Исус. Тоа му го рекол Исус на Тома. Тома му рече: Господи, не знаеме каде одиш. И како можеме патот да го знаеме? А Исус му рече: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Ако ме бевте познавале, ќе го познававте и мојот Отец. А од сега го познавате и сте го виделе. Филип му рече: Господи, покажи ни го Отецот и доста ни е. Јован 14 глава од 4 до 6 стих. Навистина, почитувани гледачи, по кој пат ние денеска одиме? По Божиот пат или по својот собствен пат? На кого од нас не му е познат овој пат? За жал, сатаната секој се труди да не заведе по тој широкиот пат. Често пати тој успева да заведе извесен број на патници, да ги насочи по краткиот пат. Знаете, ние понекогаш возачите мислиме, по овој пат е пократок, брзо ќе поминеме, ќе се снајдеме, ќе излеземе на другиот дел од град. Меѓутоа, често пати заглавуваме. Често пати може да навлеземе во некоја слепа улица, кај што може да бидеме и казнети од страна на полицајците, или пак да изгубиме многу повеќе време, пак да се враќаме назад, за да стасиме до оној вистинскиот пат. Денеска постојат многу такви патишта или пократки патишта, занемарување, например, на молитвата, еден краток пат, не проучување Библијата, не доаѓање на богослужение, избегнување на христијанско сведочење и така натаму. Сето тоа има многу и секако и многу други работи кои покушава да ја намалат, да исцрпат нашата духовна сила, и кога ќе ни биде најпотребно, ќе мора да гладуваме, како овие луѓе кои едноставно гладувале, ја потрошиле својата храна, немале друга храна, не може да набават, биле заглавени во снегот. И затоа Соломон во мудри изреки, еве што вели во 4 глава, во 14 и од 26 до 27 стих: Држи се здраво за поуката, не оставај, пази ја, бидејќи таа е твојот живот. Ја би рекол, таа е твојот пат. Провери ја патеката со нозете своји, и сите патишта твои нека бидат прави. Не скршнувај ни десно, ни лево. Оддалечи ја ногата од злото. Внимавај, овде вели на патеката Соломон, вели. Не скршнувај, држи се подалеку од злото. Бог е подготвен, драги пријатели, драги гледачи, да одговори на нашите молби кога бараме помош. Давид бил сигурен дека Бог ќе му го покаже вистинскиот пат. Мислам на царо Давид.
Nema mnogo patišta što vodat ko neboto. Не можеме секој, но ние можеме да одбереме по кој пат ќе одеме. Исус вели, јас сум патот и вистината. Никој не доаѓа при Отецот освен преку мене. Од првата евангелска проповед, кога во Едем е објавено дека потомокот на жената ќе застане на змијата и на главата, Христос бил издигнат како пат, како вистина и живот. Тој бил патот кога живеел Адам, кога Авел му принел жртва на Бога. Христос бил патот на спасение за патриарсите и пророците. Тој е единствениот пат по кој можеме да дојдеме кај Бога. Давид еве што вели во Псалом 16:11. Ти ми ги покажа патиштата на животот. Со радост ме исполнува Твоето лице. Вечно блаженство е во Твојата десница. Да не одиме, драги гледачи, по краткиот пат. Нема краток пат кој ќе не однесе во небото. Нема краток пат. Краток пат. Треба да го следиме оној вистинскиот Исусовиот пат. Бог не е на тој пат, по краткиот пат. Ако одиме по него, ќе доживееме неуспех и разочарување. И затоа еве што Бог ни порачува. Евреите 12:13. Исправете ги премалените раце и ослабените колена. И со нозете своји направете си прави патеки, да она што е хромо да не се отклони, туку поскоро да се исцели. Да си помогнеме еден на друг. Ако е некој на погрешниот пат, да го вратиме, да му кажеме, пријателе, на погрешен пат си, тој е слепо лица, никаде не те води. Да се молиме за таквите луѓе кои се на погрешни патишта, да си помогнеме еден на друг да издржиме на тој пат, на вистинскиот пат. Нека дојде што побрзо тој ден кога ќе го видиме крајот на патот и кога ќе влеземе во нашата вистинска татковина. Господ нека ни помогне да издржиме на тој вистински пат. А оние кои вели имат слаби колена, свиткани колена, да им помогнат оние кои се исправни, оние кои се здрави, да ги фатат за таа нивна духовна рака и да ги поведат заедно да стасат до крајот. Нека Господ на сите ни помогне во тоа. Еве тоа беше ова кратко духовно размислување за широкиот, односно за теснат пат и за широкиот пат, за подолгиот пат и оној пократот пат. Да го следиме патот на Исуса Христа. Одеме сега повторно со песна. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija. Znam da Isus voli me, kad me gleda smiješi se. Znam da Isus voli me, kad me gleda smiješi se. Isus me voli, Isus me voli, Isus me voli, to kaže Biblija. Ko malo djeca uvijek sanjali smo mi da dobijemo dar za rođendan. Mi nismo znali da je naš najveći dar odavno rođen u maloj štalici radi nas. Imamo razlog da živimo s njim. Imamo razlog jer je Božji on sin, što bio je raspet na križu zbog nas i donio svima je spas. Kad se vratim svojim mislima u snu,
što tražile su me za odgovor. Da li ima nešto što me može zauvijek učiniti sretnim bez ove tuge u srcu mom? Imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što bio je raspet na križu zbog nas i donio svima je spas. Ja našao sam razlog zašto živim i želim to reći sad svim ljudima, da Isus je umro, da živimo mi i da budemo sretni sa njim, sa njim. Mi imamo razlog da živimo s njim, imamo razlog jer je Božji on sin, što bio je raspet na križu zbog nas i donio svima je spas, donio svima je Почитаме гледачи, продолжуваме со нашата програма. Имаме сега едно прашање на кое би сакал да дадам одговор. Жените да молчат во црквата, да или не? Во некои христијански заедници се практикува правило да жените немаат збор во службите во самата црква. Што ни вели Библијата? Кој е библискиот одговор на прашањето дали жените да молчат во црква или да зборуваат? Дали учеството на жените на богослуженијата и нивната активност во работа на црквата е во спротивно со препораките на апостол Павле, кај што тој вели жената да молчи во црквата. 1 Коринќаните 14 глава 34-35 стих и 1 Тимотева 2 глава 11 до 14. Тука Павле зборува токму на таа тема жените да молчат. Зошто Павле тоа го кажал? Еве краток одговор. Во тоа време, во времето на апостол Павле, почитувани гледачи, кај евреите и грците, било обичај жените да молчат кога се во црква или на јавни места. 1 Тимотева 2.11. Тоа не значи дека и денес жените не треба да земат учество во служба на Бога. Библијата често зборува за јавната улога на жената. Еве можда прочитате сега, ради времето нема да читам, во книгата Судии 4.4, 2 Царевите 22.14, Лука 2 глава 36 и 37 стих, Дела 21.9 и Филипјаните 4.3. Ова се текстови, намерно ги спомнувам да ги проверите во вашите Библии, каде што жената зборува. Жената има активност во црквата, значи не е забрането библиски да жените молчат или да не учествуваат во црковните активности. Павловата заповед во поглед жената да молчи во црквата покажува дека тоа не било само обичај во тие краеви, туку и обичај во сите тогашни цркви. За подобро да се да разбереме зошто на жените им се препорачувало да во тие цркви да не зборуваат, потребно е да го прочитаме 33 стих кој вели зашто Бог не е Бог на безредие, туку на мирот. А 35 стих вели ако сакаат да научат нешто, нека ги прашат своите мажи дома. Грчкиот и еврејскиот обичај бил жените да бидат на страна во јавните активности. Значи, тоа било во народот и тоа, на жалост, се рефлектирало дури и во црковниот живот. Ако жената во текот на службата поставила прашање, тоа на јавно место би создало забуна, бидејќи бил општ обичај жената на јавни собири да молчи. Секое пристапување на тој обичај би се сметало за непристојно и би нанело срамота на црквата. Коринската црква била
И на Коринската црква исто така, каде што Павле служил, каде што Павле ја основал, почнала да ја практикува таа пракса или тој обичај во народот, каде што жените требало да молчат и во самата црква. Значи, тука жените се појавувале во разни служби со непокриена глава и Павле вели во 1 Коринтјаните 11:5 стих и 60-тиот, вели, жена не е добро да се моли во црква гологлава, треба да има покривало. Апостол Павле не дозволувал тој обичај кој го нарушувал мирот во службата да се воведува, нито да им се наметнува на другите цркви. Павле барал Коринската црква да се прилагоди на обичаите на останатите христијански цркви. Во многу ориентални земји, го читам овој текст за да ви го пренесам како што треба, во многу ориентални земји дури и ден денес е непристојно жена да се појави во јавноста без покривало на главата или да земе учество во јавните верски служби. Значи, ден денеска во тој дел на светот тој обичај постои. И сега, да немат проблем нашите сестри, нашите вернички во тој дел, во црквата кога треба да зборуваат или да се молат без шамија, без наметка, ги прифатили тие локални обичаи и во самата црква. Што во другите делови на светот, ако жена се моли гологлава или има јавна служба дека прави грев, нема врска со грев, почитувани гледачи, но тоа е локален обичај кој бил прифатен во тогашните цркви и Павле тоа го применува во тој дел на светот. Христијаните во тие земји прават добро ако се придружуваат кон локалните обичаи, бидејќи се воспротивно ќе бидат сметени за непристојни, па дури и неморални. Со престапување на тие локални обичаи би била нанесена штета на црквата и христијанството би било прогласено како она кој не ги почитува принципите на пристојноста. Сосема е поинако на запад, каде не постои такви обичаи. Кај нас во Македонија жените може да служат во црква и без шамија, без марама, нормално, со нормална фризура. Така да тие обичаи не се дадени како Божја заповед, туку се прифатени од локалното население. Во земјите на Блискиот Исток не се смета непристојно жената активно да учествува на богослуженијата. Треба да правиме разлика меѓу основните морални принципи и обичаите кои доаѓаат до израз во разни околности. Основните морални принципи секогаш се исти и непроменливи, а обичаите кои доаѓаат до израз во разни околности можат од време на време да се сменуваат и да се прилагодуваат во нови или на нови околности. Значи, тие обичаи знаат да се променат и стилот и на облекување, на жалост, тоа се менува. Пред 100-200 години луѓето се облекувале малку подруго за разлика од денеска. Павловата заповед за жените во тоа време не е во спротивно со нашите сваќања за улогата на жената во црквата. Проучувајќи библиската историја, може да видиме дека жените често пати играле важна улога во Божјата служба, како Девора, Судиите 4, Олда, пророчицата Олда, Марија, знаеме, мајката на Исуса, керките на Филип, сестра Вајт и други жени кои активно учествувале во службите. Павле ги препознава Еводија и Синтихија, кои во Евангелието се покажале успешни кон него. Од овие извештаи може да видиме дека жените играле важна улога во црковните активности. Според тоа и денес, сестрите или жените во нашата црква како учители или библиски работнички не се во спротивно со Библијата. Павловата препорака била во согласно со правата на жената во тоа време, значи тоа биле локални обичаи. Секој нарушување на постоечките општествени обичаи би нанело срам на црквата. Затоа апостол Павле барал и Коринската црква да ги почитува тие општо прифатени обичаи на пристојност во тоа време. Никако тоа не се косело со Божите упатства и правила. Еве, тоа беше одговор на прашањето дали денеска жените да учествуваат во јавните служби или не. Одиме повторно со песна.
Jingle bells, jingle all the way. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. Listening once again. With candy cans and silver lanes aglow. Znači, naježila sam se, a ovak. Like Christmas. Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is listening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that his sparks are bright. You'll say, are you married? We'll say, no man. But you can do the job while we're inside. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining till He appeared, and the soul felt its sway. And the weary world rejoicing, for yonder breaks the new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night, oh, night divine. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Почитувани гледачи, сакам уште еднаш да ве посетам дека овој викенд кој е пред нас во Кавадарци ќе се одржи серија на библиски предавања. Од 21 до 23 февруари со почеток во 18 часот во големата сала на Христијанската адвентистичка црква овде во Кавадарци. Говорник ќе биде магистер Зоран Марцикич од Белград. Сите вие кои сте од Кавадарци, Неготино, Росоман, околните села, покана до вас, планирајте го вашето време да може да го слушнете овој извореден предавач кој ќе биде присутен овде во Кавадарци. Ќе повторам уште еднаш, 21 петок, сабота, 22 ќе има две предавања, во 10:30 предпладне и попладне во 18 часот и во недела со почеток во 18 часот. Темите се Бог на мета на човештвото, пастош за небото, совршена вера, повреденост, како да се исцелиме. Се надам дека
Ove predavanje ќе го привлечат вашето внимание и повелете да се видиме заедно на овие предавање во Кавадарци, во христијанската адвентистичка црква која се наоѓа на улица Кирил и Методи број 7, кај училиштето Страшо Пинџур овде во Кавадарци. Еве полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија, точно напладне, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 12 часот. Би сакал денеска да уште еднаш ви ја покажам новото издање или новата книга која излезе од издавачката куќа Знаци на времето. Тоа е книгата Молитва. Верувам веќе некои од вас ја имате. Убава е ова книга, може да ја порачате преко нашата редакција, телефонот и адресата ќе ја видите. Меѓутоа, книгата може да ја земете, да ја купите и во локалните цркви во Македонија. Цената е само 350 денари. Има многу дефиниции за молитвата, има многу инспиративни мисли, така да еве ви ја препорачуваме. Вие останатите кои сакате да имате Свето писмо, слободно може да порачате во нашата редакција. Ние ќе ви ја испратиме по пошта бесплатно, значи ова книга, Библијата е бесплатна. Но колку сакате да изучувате по дописен пат, ви ја нудиме дописната библиска школа онлайн или бесплатно. Еве сега ќе може да ја видите рекламата за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, полека дојдовме и до крајот на ова наша денешна емисија. Ви благодарам за вашето присуство, односно за вашето внимание, што ја следите нашата програма. Ова емисија е поставена и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што може да ги видите и сите досегашни одржани емисии. Споделите ова програма, односно овој линк за дописната библиска школа и за самата програма, емисијата точно напладне. Посакувам секој добро и се гледаме во наредната емисија. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на радио Гласна надежда. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на YouTube каналот Радио Гласна надежда. Се гледаме.